Имаме голем број на села кои што поседуваат сопствени водоводи, каде што ни не постои техничка можност истите водоводи да бидат превземени од страна на јавно предпријатие Водовод и да бидат истите менаџирани. Самите села си имаат своји одбори на водокорисници. Некаде тоа функционира перфектно, како што е случајот со село Агино село, кај што многу домаќински уредно се менаџира. Во одредени села не се менаџира домаќински, ги имаме поголем број, но се обидуваме преку комисијата која што врши избор на месни раководства, да се менуваат самите месни раководства и да се избираат волонтери кои што сакаат да ја извршуваат таа задача. Но како и да е, во моментов јас сум запознаен дека има проблем единствено во село Скачковце и во село Четирце и интензивно работиме повторно како општина да интервенираме буџетски во дел на обезбедување на опрема, на санирање на проблемите со мрежата и да ги ставиме истите во функција. Она што е најбитно е се превземаат обврски, се користи водата, но кога ќе дојде моментот да се плаќа цена за потрошената електрична енергија, настануваат проблеми во самото менаџирање со тие одбори за водокорисници. Да, општината сака да ги преземе сите водоводи, но во овој момент ниту самите жители кои што живеат таму, бидејќи добиваат вода по повластени услови, ниту пак Водовод Куманово е технички подготвено да ги превземе тие капацитети, бидејќи кога Водовод Куманово ќе испорача вода, всушност истата треба да биде тестирана, анализирана и истата да има потврда за нејзино користење. Овие најголем број на водоводи, за жал, од несовесни граѓани се користат за наводнување на земјоделски површини и доаѓа до преоптеретување на самите системи и до огромни хаварии во истите. Тие некогаш биле како алтернативно решение за снабдување на самите села со вода и со скромни капацитети. Таа вода каде се користи како техничка вода во домаќинството и за дополнителни домаќински потреби, но за жал не се користи домаќински и се случуваат вакви работи.